Битола за време на окупацијата од страна на фашистичка Бугарија во Втората светска војна. Во Битола за време на окупацијата од страна на фашистичка Бугарија во Втората светска војна 1941 до 1944, бројни луѓе биле убиени, прогонувани и малтретирани. Ова вклучува припадници на антифашистичкото движење, еврејското население и други противници на окупациониот режим. Многу борци и симпатизери на партизанското движење биле екзекутирани, затворани или прогонувани. Точниот број варира, но се смета дека десетици до стотици локални жители биле ликвидирани поради поддршката за народно-ослободителната борба. Еврејската заедница во Битола речиси целосно исчезнала за време на окупацијата. Во март 1943 година, околу 3200 евреи од Битола биле депортирани во логорот на смртта Треблинка, каде што речиси сите биле убиени. Бугарските власти спроведувале репресии врз населението кое било осомничено за поддршка на комунистите или партизаните. Некои биле екзекутирани, други затворени, а голем број биле изложени на тортура. Точниот број на убиени лица не е целосно документиран, бидејќи многу записи биле изгубени или уништени. Сепак, историчарите продолжуваат да истражуваат за оваа мрачна епоха од историјата на Битола и Македонија. Волгарите, бугарите, од секогаш биле непријатели на македонците. Тие ја знаат вистинската историја, а вистината е: тие потекнуваат од татаро, монголски племиња. Дојдени се на тие територии со нивниот водач Аспарух, каде што многу одамна постоеле македонците. Тие биле со мазламска религија. Потоа ја примиле религијата, културата и јазикот од македонците. Тие добро знаат дека немаат никаква генетска врска со македонците и затоа од секогаш биле број еден непријатели и такви останале и ден денес.